Така, добар ден за оние кои што се вклучуваате малку подоцна. Вие сте со програмата на Кадри телевизија и со емисијата Нов ден. Овој ден имаме малку поинакви гости во нашето студио. Да не должам многу, станува збор, ќе зборуваме за шарпланинците и за нивните одгледувачи. Така, мои денешни гости се одгледувачите на шарпланинци Аџитепе, тоа се одгледувачот Јанковски Илија, како и хендлерот или водачот Јанковски Бранко. Добар ден и благодарам што ја прифативте поканата за да бидете наши гости. Еве и што можеме, нели, нашето студио да го имаме малку поинакви гости, како што реков на почетокот, вашите миленици, да ги наречам така. Добар ден уште еднаш и ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете наши гости. Добар ден на сите гледачи на телевизија К3 и ги поздравувам и тие понатака од нашите надпреварување и одгледување на шарпланинци и они да си земат по еден шарпланинец, да се чува. Ајде да не должиме да почнеме темата. Колку време вие се занимавате со одгледување на шарпланинци? Па, со шарпланинци, со расата шарпланинец се занимаваме уште од раната 85-6 година. Така, како се одлучивте на ова? Па се одлучиме за оваа раса поради тоа што имавме... Претпоставам дека се почнале од едно куче, Па сигурно така се почнува од едно куче, па две, па се окучи кучката, па се остави ова убава, и се направи, дојдовме до бројка од 5-16. Денеска имаме околу 5-16 кучиња. Со тоа што ова куче е едно благородно животно што се сврзува со својот газда, неќе да бидне слуга на својот газда, сака да бидне во сооднос 1:1, со свој другар да бидне со својот газда. Така, што оваа раса ги прави да бидат поразлични од другите? Поразлични ги прави тоа што се сврзуваат прво со својот газда, па потоа со фамилијата, со децата, со жената, па и уште ако имате некој животинче да се чува, они се му како втор родител на него. Така. Сте пробале некогаш да чувате некоја друга раса на куче? Сме пробале полно раси да чуваме. И немачки овчари, и добермани, и вучијаци. Ама кога чуваме и други домашни миленици, бидне тоа што не треба да бидне. Така. Ајде ве накратко да не запознаете со историјата на шарпланинецот. Историјата на шарпланинецот започнува уште од пред 10 века за оваа раса. Така. Оваа раса спаѓа во групата на молосоидни кучиња. Селекцијата е направена природно и затоа е семојно куче на другите раси, пошто сите други раси ги е правил човекот. Ова е направено од природна селекција на кучиња. Така. Сега во поново време мора и човекот некогаш да направи селекција. Прв пат е ова куче селектирано и ставено во кинолошка федерација на Светска кинолошка федерација, ставено е под број 41, пошто сите кучиња и од 328 раси таму колку се, оно е под број 41 регистрирано
во Брисел, таму е седештето на Федерацијата и е прв пат е прикажано на изложба 39-та година. Потекнува, како се кажува, како се предпоставува, дека е дошло од Мала Азија со миграција на населението од таму. Сега и овдека имало некои кучиња и така се природно селектирани. А друга предпоставка дека е дошло од тибетскиот масив, пошто сите молосоидни кучиња потекнуваат од таму. И 57 година е 39 година е под името Илирски овчар. 57 година се регистрира под името Југословенски овчарски пес во заграда Шарпанинец. 67 година е почнало во Македонија државна одгајвачница во селото Гари, али без успех, докаде 70-та година и тука е прекинато селективно одгајување на шарпанинците. Така, каква е вашето знаење? Сега има ли во Македонија многу продавачници на шарпанинци? Во Македонија некаде регистрирани, има 5-6 регистрирани, зашто ние сме регистрирани во Светската кинолошка федерација под број 154, а во Македонија има уште 5 или 6 регистрирани, а не регистрирани може да има повеќе. Јас ги знам тие што се регистрирани. Еве, вие рековте дека имате околу 15-16 кучиња. Одите ли на изложби? Еве, можеме да ги видиме пехарите. Каква искуството на изложбите? Одите ли редовно таму? Одиме на изложби редовно и тоа одиме скоро низ цела Европа. Работа за една изложба да се изработи... Да, колку е потребно за да отидете? Барем еден месец е доволно, па не е и доволно, али еден месец секој ден треба куќето да се спрема за изложба. Активна работа. Поради тоа што кога ќе го изведете куќето на изложба, куќето не смее да направи никаков ексцес. Како прво треба да оди добро, како друго треба да е социализирано, да не се дира, што викаме ние, со други куќиња, зашто едно заржување или залајување на друго куќе, барем на овие меѓународни изложби, судијата ичне те гледа, одма те истерува од рингот. Така. Еве, заедно со тебе во студио е и хендлерот. Може ли еве да им објасниме на нашите гледачи што поточно е хендл? Да, па видете, многу пати кога ќе кажем дека одиме на натпревар или дека победивме на натпревар, луѓето го гледа шарпанинецот и викаат тоа борби се. Не. Значи да појаснам, тоа се натпревари за убавени. Значи како што манекенка оди на модна писта, така и куќето треба да биде подготвено, значи да оди, да се покаже во најдобро светло. Сега, како што Илија кажа, месец дена ги работиме, значи тоа е да се направи една фузија, например јас како хендлер, тоа е собственикот. Меѓутоа јас како хендлер треба да има некоја фузија, да има некоја хемија помеѓу мене и куќето, така да куќето оди кога ќе влеземе во рингот, куќево секогаш оди од лева страна, секогаш мора да оди, чекорите, моите чекори, неговите треба да бидат синхронизирани во сооднос и кога јас ќе забрзам, значи има понекога судијата ќе каже, односно во вториот, третиот круг судијата кажува да се трча во каз, значи или темпо и куќето треба да почне со таа брзина. Кога оди куќето, како што можеме да видиме, опашката треба да му биде нагоре, значи во срп, така како срп, малку закривена, а главата можеме да видиме од снимката како. А главата секогаш треба да му биде нагоре. И сега, тука постојат варијанти, да кажеме, куќето кога ќе оди во рингот, како што тој каже, не треба да биде агресивно спрема другите куќиња, меѓутоа не треба да биде ни плашливо. Значи не треба да се плаши сега. Оно си оди,
со овие кучиња немаме ние таков проблем да се претерано агресивни или да се воопшто агресивни или плашливи. Сега, постојат некои меѓународни правила, како у секој спорт, постојат некои правила воопшто, значи, кога ќе влезеш во рингот, судијата покажува, без разлика каде и на која изложба да оди, судијата покажува круг. Так. Потоа, значи, како што кажеме, кучето треба да е од лева страна. Потоа, напред-назад, може паралел, може понекогаш на меѓународните, на интернационалните изложби, судијата може да покаже право, лево, десно, значи во Т. Так. И на исти начин да се вратиш пред судијата и да се постави кучето во штанг. Штанг значи да се подготви кучето, да се постави за презентација. Значи исто така, кога е во штанг, кучето треба да биде мирно, да не ржи, да не е агресивно спрема судијата, за да може судијата да му ги прегледа забите, очите, да му направи детално оценување на кучето. Исто така, додека хендар го води кучето у рингот, дозволено е, доколку кучето е научено, например, да реагира на своето име или на свирење или на играчка, потполно е дозволено собственикот од публиката да му покажува, например, со неговата играчка или да го вика по име или да му свири, зависи на што е кучето навикнато. За да застане у најгов став. Да се застане у став, у штанг како што треба, нели, за да судијата може да добро, сега не да даде подобра оцена, меѓутоа да изврши подобар увид, подобро оценување на кучето. Добивате ли редовно награди кога одите на изложби? Добивате. Се видите, значи, како што каже, у секој спорт, резултатите се очигледни, како што можете да видите. Да, како што можеме да видиме од пехарите кои што се тука. Резултатите се очигледни. Сега, награди има, меѓутоа овие две кучиња и останатите кучиња се само резултат на времето посветено и на тешкиот труд кој го вложуваме у селекцијата у нашата одгледачница. Така. Ајде да не кажете некоја случка имате ли некоја без разлика дали непријатна или убава случка од изложбите? Може да се каже и пријатна и непријатна. Така. На една изложба. Па со оглед на тоа што имате учествувано на многу изложби, секако дека имате случки. На една изложба, сега не ме фаќате за зборко на која изложба беше, пошто многу се пројдени. Доаѓа човек со мало дете од 2-3 годинки и вика, те молам, може ли да го сликам детето со кучињата, ама да застане близко. Так. Тогаш водев 3-4 кучиња, меѓу тие и 2 мажјаци. И јас викам слободно, не се плашите, јас ќе го земам детето и ќе го ставам врз шарпланинецот, како да го јава. Вика, ако имаш такво поверење, јас ќе го сликам. И застанува човекот на 2-3 метри, јас го ставам кучето да стои и детето врз него, оно му се држи, малецко детенце, му се држи за ушите, од другата страна доаѓа мајка му и само кога го виде незиното дете, дека го јава шарпанинецот, скоро да падне жената у несвес. И после се смееме, се шалиме, вика, како можеш тоа? Па, он мало дете никогаш и во двор, и на негов терен, и на негова територија никогаш нема да нападне. Так. Никогаш тоа. У живот не ми се десело, еве колку години, 35-6 години и повеќе, колку ги чуваме кучињата. Дете некој залута, дојде во дворот, оно и пуштени кучињата, ништо. Имате ли помош при чување, бидејќи станува збор за голема? Помош имаме, како да не... Станува сепак збор за една голема бројка и за големи кучиња кои што сепак бараат, станува многу... Да, имаме помош, исто и брат ми е со нас, малиот е со нас, уште едно синче. Так. Од домашните имаме голема подршка. Како гледа околината на вас, еве? Претпоставувам дека не ги чувате во градска средина. Па, видите, кучињата обично се по боксови. Так. Боксови, тоа се големи боксови, некаде 4x5 за едно куче. И тука е голема олеснителност, пошто кучињата се внатре, само кога навечер
имаме едно место заградено за да се истрчат за кондиција и кога ги тренираме за изложби имаме помош, вака имаме и од пријатели што се Како реагираат? ентузијасти луѓето за Околината како реагира на околината и они тука не сме. Имале ли од нив некогаш непријатно? Нема никогаш непријатности, пошто они обично лајат само кога треба, што викаме. Так. Само кога треба лајат. И ако ги остане нешто, така храна, косчиња, може ли да ги дадеме? Пошто ги правиме мирни да бидат, да се социализираат со луѓето. Зашто на една изложба, во каталозите нон-стоп пишува, во една изложба, куќето одговорност носи само газдата што е на куќињата, сопственикот на куќињата. Што планирате во иднина? Планирате ли да зголемите бројката на шарпланинци или Не, сакате доста е останете? више да се зголеми бројката. Иначе малите кутриња ги продаваме, Така. а за бројката доста е 15, 3-4 мажјака и 2-13 женки. Так. Тоа е више А што се однесува до голема изложбите, се надевам дека ќе продолжите и понатаму сега имаме една многу, што викаме ние одгајвачите, многу јака изложба. Тоа е светска изложба во Амстердам, Холандија, и се надеваме дека и таму сега на 18 или 20 август, тачно колку ќе ни испратат да бидете дел да од бидеме дел изложбата. од таа изложба и се надеваме да ги водиме и таму. Така. Јас ви посакувам многу успех и во сите наредни изложби да бидете повторно наши гости, заедно нели со кучињата, да ни донесете уште многу пехари, да и да ни се пофалите што има ново кај вас. Ви благодарам уште еднаш што бевте овој ден наши гости. Почитувани, вие станете за програмата на К3 телевизија, имајте убав ден, а ние се гледаме веќе утре со нови теми и со нови гости.